почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. Трет ден од оваа говорница ги спротиставуваме аргументите со мнозинството. Трет ден како разговараме за овој предлог на закон за попис и како опозиција сакаме да укажеме на фактот веднаш дека се работи реално за еден лош закон, закон кој што остава простор за манипулација, закон кој што е контрадикторен и трет ден апелираме од оваа говорница овој закон да се повлече, да се пушти на доработка, за да може да донесеме еден издржан закон за попис, кој што ќе биде донесен со широк општествен консензус, консензус на стручната јавност, но и политички консензус кој што е особено важен за да се спроведе еден реален и издржан попис. Токму затоа, почитувана јавност, денеска ја користам оваа прилика најмногу да ви се обратам на вам, за да ги разјасниме манипулациите кои што беа искажани денеска деновиве од оваа говорница, особено од дел од пратениците на мнозинството, исто така и од провладините медиуми, портали, а особено од дебело платените мегафони на власта, кои што, за жал, одработуваат на штета на државните интереси. Како прво, главен виновник што пописот, наместо статистичка операција, станува политичка операција, односно резултат на внатре коалиционен договор, е владата на СДСМ и ДУИ на чело со Зоран Заев, која преку ноќ одлучи на овој закон да му стави европско знаменце и на мала врата, спротивно на сите демократски и европски принципи, да го деградира собранието, да ја исклучи стручната јавност од расправата и максимално да го скрати времето за суштинска расправа во собранието. И така веднаш на почетокот се создава чувството за недоверба кај мнозинството на граѓани, особено кај македонскиот народ, за тоа дали оваа влада подготвува еден фалсификат и искривување на реалност. Почитувана јавност, пописот представува скапа и обемна операција од висок државен интерес, која мора да биде спроведена согласно сите регулативи на Европската Унија и единствените принципи за спроведување на попис на Обединетите нации. Но исто така треба да биде резултат и на широк општествен консензус, затоа што само така ќе има вистинска употребна вредност за развој на Република Македонија. Едно јасно, консензус нема, има длабока политичка поделеност, поларизираност, затоа што опозициониот блок во ова собрание има суштински забелешки за овој предлог на законот, а исто така има голема поделеност и во стручната јавност, која што во рамки на нивните можности даваат основани забелешки за тоа дека ваков закон за попис не треба да помине. Тука се поставува прашањето зошто Зоран Заев и мнозинството без согласност на експертската јавност и на сите политички субјекти сака да го истурка овој закон со кој не се гарантира реален попис како статистичка операција, туку чисто политичка операција чии резултати ќе бидат однапред познати и без никаква употребна вредност. ВМРО ДПМН во рамките на своите можности, во рамки на времето кој што беше дадено како политичка партија, се обиде суштински да интервенира во овој закон со своји суштински амандмани, кои што беа повеќе од 20 на број, во кои што беа преточени регулативите на Европската Унија за спроведување на реален попис. За жал, амандманите, морам да повторам и денеска, дека беа одбиени во целост и не беа прифатени да станат дел од овој закон, што ја зголемува и поларизацијата и довербата кон институциите дека ќе се спроведе една реална операција. И јас лично сметам дека овој закон е лош и дека нема да обезбеди реален попис во Македонија. Прво и основно, овој закон не може да одговори на основното прашање кое што е насушно потребно со оглед на тоа дека 20 години не е спроведен попис во Република Македонија
И тоа е прашање кое што не е за дневна политика, туку прашање кое што е наменето, чишто одговор ќе биде од голема важност за развојот на Република Македонија. Тоа е колкава е реалната вистинска бројка на резидентно население кое што живее во Република Македонија. Вака поставениот попис ќе ја даде бројката на државјани во Македонија, која што може да изнесува и повеќе од 2,5 милиони на број, односно 2,5 милиони државјани. Во членот 6 од предлог законот, кој што е во спротивност со регулативата 763 од 2008, на која се повикува предлагачот во самиот закон, се вели дека со пописот ќе бидат опфатени државјани. Значи државјани наместо лица кои што треба да бидат основен предмет на пописот. И толку од овој член, значи се попишуваат државјани без оглед дали се во државава или не. Понатаму не се објаснува каде ќе се попишат оние кои што живеат во државата, а каде оние кои се подолго од 12 месеци во странство, дали заедно или одделно. Овој член од законот ќе овозможи лица кои се подолг период од 1 година во странство и кои реално не треба да бидат попишани како резиденти, како население кое што живее во Република Македонија, заедно во групата со резиденти. Доколку не е така, еве, оставам можност да бидам демонтиран на оваа говорница. Со овој предлог на закон, вако како што е, во Република Македонија повторно нема да имаме реална слика, затоа што она што е основна функција нели на пописот нема да го даде својот резултат. Понатаму во член 8 од законот се вели дека лицата државјани кои што се во странство, односно за нив, податоци дава лицето на кого најмногу му се познати, при што дава свој матичен број и матичен број на лицата. Тука нема никакво ограничување. Се поставува прашањето дали, на пример, јас лично ќе можам да попишам толку лица колку што им знам матични броеви. Или пак доколку имам база на податоци од некоја, не знам, заедница или здружение кој што живее и работи во странство, дали ќе можам да попишам јас, на пример, 10, 20 или 30 од нив. Добро е да се даде одговор и на ова прашање. Понатаму, ова нема врска со реалноста, затоа што ќе остави според мене голем простор за манипулација. А и исто така и спротивно на регулативите од областа на пописот, затоа што представува опасност двојното или повеќекратно попишување на едно исто лице во рамките на повеќе локални или регионални територијални статистички единици од една иста држава, но и за попишување на едно исто лице во две или повеќе држави. Во член 9 понатаму се вели меѓу другото дека лицето на кого најмногу му се познати податоците дава податоци за етнички и религиозни карактеристики кои што сите ние знаеме дека се лични карактеристики на секој граѓанин, односно државјанин на Република Македонија, па и во светот. Потоа во член 17 се вели дека директорот на Заводот за статистика пропишува методологија за попис со дефиниции за единиците кои ќе се попишуваат и белезите за кои се прибираат податоци. Јас прашувам зошто ја криете методологијата во овој закон? Зошто однапред да не го знаеме квалитетот на методологијата, да немаме увид во него, за да можеме со поширок консензус да го донесеме овој закон? Исто така, во законот не се предвидува постпописно истражување кое што според регулативите на ЕУ треба да се спроведе на најмалку 2% од населението. И тоа не е дел од законското решение. Сакате да спроведете попис кој што нема да може дополнително да се тестира, односно да се утврдат веродостојноста на информациите кои што ќе произледат од него. Понатаму ние предложивме и амандман за оваа постпописна проверка во интерес на јавноста, но сепак тој беше одбиен. Потоа во членот 17 предлагачот предвидува и врзан подпис на директорот и заменик директорот на Државниот завод за статистика. Според мене ова е чиста политичка операција, договор помеѓу ДУИ и СДСМ. Не знам како директорот на Државниот завод за статистика до денеска не си поднесе оставка, затоа што ова навлегува во неговиот суверенитет како државен функционер кој што треба да гарантира за точноста на податоците од пописот и дали законодавецот, односно владата покажува дека нема доверба во директорот на Заводот за статистика. Со оглед дека ми истече времето,
тука ќе прекинам, секако доколку има потреба во контрареплики ќе се јавам со Благодарам. повторно. Байрам Кадрија,